Многумина веќе ја спознавате Марија Павлеска, прекрасен милозвучен глас, мајка која што повеќе можеби некој ја познава како мамо ми чита. Верувам дека сите родители веќе се запознаени со овој профил на социјалните мрежи, дека веќе можеби учествувале во некој од читачките клубови кои што таа ги прави. Овој пат во организација со Чудна шума и Мама ми чита прават читачки клуб низ повеќе градови. Како може да се приклучите и која е целта на овие читачки клубови? Ова утро ќе да знаеме од Марија Павлеска. Ќе ти посакам добро и убаво утро. Марија, навистина е убаво да се зборува за книгата, за она кога им ја допираме нели на децата уште од најрана возраст книгата, печатениот, пишаниот збор на најмалите кога уште нели не ги знаат буквите. Како дојдов тебе до идејата заедно со Чудна шума да ги организирате овие читачки клубови во повеќе градови низ Македонија? Добро утро, Ивана, и благодарам на поканата. Ова идеја за читачки клубови всушност настана ова лето, кога јас сакав да направам еден детски читачки клуб на мојот профил. Така подготвив наслови на книги кои што сметам дека се доста важни и доста квалитетни. Подготвив активности кон нив и теми за разговор на родителот со детето нели во време на распустот. Меѓутоа, првата пречка и огромна пречка на која што најдов беше тоа дека овие наслови ги немаше во библиотеките. А доколку ги имаше, тоа беше во многу мал број од 1 до 2 примероци. Тогаш морав да го одложам ова, меѓутоа затоа е важна заедницата. Ова идеја ја споделив со Чудна шума, кој што навистина ја излегува во пресрет и ја поддржаа. Така што денес тие донираат книги, овие изданија кои што се одлучивме да бидат дел од читачките клубови во 4 градови, во 4 библиотеки и ќе бидат во поголем број достапни на голем број деца, родители, меѓутоа овие клубови ќе бидат отворени и за воспитувачи, наставници и за секој љубител на пишаниот збор. Да, верувам дека многумина кои што сакаат да бидат дел и се поставува тука прашањето како можат да се пријават и да допрат нели до читачкиот клуб. Така, моментално ова иницијатива е објавена на Инстаграм, каде што можат да почнат пријавите. Всушност, ова иницијатива се води во 4 градови, во Скопје, Штип, Охрид и Гевгелија. Меѓутоа, денот кога ја објавивме ова иницијатива, многу други градови изразија интерес, така што можно да ги вклучиме и нив од ноември, декември и така како што ќе се одвива оваа иницијатива. Вклучувањето е со контактирање на профилот, а веднаш кој што ќе се пријави се додава во чет групи или заедницата на секој град, каде што во текот на целиот месец ние разговараме, споделуваме за книгите, а секој месец го заокружуваме со една средба во живо, на која што нормално ќе учествуваат и деца, и родители, и наставници, меѓутоа не една формална средба каде што читањето е нели опфрска на сите, туку една опуштена атмосфера каде што ние споделуваме што тие книги нас ни донеле, како сме се почувствувале читајќи ги и што е важно, што нас не поврзува со нив. Така што големата цел на овој проект е читањето, меѓутоа и градењето на заедници и децата навистина да почувствуваат дека книгите не се само обврска за училиште, туку нешто што им дава радост и ги зближува со многу луѓе. Да, навистина многу убава иницијатива и верувам дека исто така и голем број на родители ќе бидат дел од истота. Кои се придобивките од учеството на вакви читачки клубови? Придобивките се големи затоа што времето на читање со дете со родител е време на заедничко поминато време и време на поврзување. А кога е вака во една група и во една заедница, тоа навистина им значи на децата да бидат слушнати и да се цени тоа што нели прочитале книга, работеле некакви активности и тие ќе имаат што да кажат. Секое време што ќе го посветиме на едукација наместо на екрани е квалитетно поминато време и им носи многу како нив, така и на сите нам.
Друга работа е што овие теми кои што ние ќе ги обработиме во овие 3 месеци се навистина важни, меѓутоа во општеството се некако занемарени, ги премолчуваме, меѓутоа се теми кои што сите длабоко ги чувствуваме. Во октомври започнуваме со темата дом, каде што обработуваме 2 сликовници на важноста на домот, на топлината која што нас ни е потребна тој да ни го даде. Во ноември заплавуваме во светот на фантазијата, кога имаме 2 сликовници и еден помал роман за млади, а во декември веќе ќе зборуваме малку и за семејствата, за блискоста и за оние моменти на загуба и како ние да се справиме со нив. Така што сите овие теми се многу важни, а овие книги кои што ги избравме токму за овој проект се дел од едицијата ЙЕС, млади европски приказни, и не само приказните, туку и илустрациите во целост се воодушевувачки. Да, навистина голем избор на книги, но верувам дека сте имале можеби проблем за да ги најдете соодветните неколку книги од големиот избор кои што ќе бидат дел од овој читачки клуб во овие 3 месеци кои што ни предстојат. Јас ќе ви посакам уште едно успешно издание на читачките клубови, да продолжите понатаму да ја ширите оваа магија која што навистина нема цена кога станува збор за семејството, за родителството, но и кога станува збор за пишаниот збор. Така ви благодарам многу.